Согласноста Македонија и Бугарија заеднички да го изградат прекограничниот тунел од пругата која треба железнички да ги поврзе државите е добра вест од повеќе аспекти. Тоа што после неколку месечни одбегнувања од Бугарија, министерот Николовски и неговиот колега Караджов постигнаат договор и се согласија на барањето од Македонија заедно да се гради тунелот, а дополнително Бугарија да инвестира во целиот коридор, за експертите е вин-вин ситуација. Коридорот треба да ги поврзе Јадранското и Црното море преку Македонија и тоа од економска точка е клучно за транзитот на стоки. Од друга страна, за нашата држава ова е од стратешка важност, бидејќи ние сме природна раскрсница на коридорите 8 и 10, а третиот аспект е политички, бидејќи изградбата на коридорот е и препорака од НАТО алијансата, а Европската унија става важен акцент на развојот на железничката инфраструктура. Вториот елемент кој што треба да го имаме предвид е тоа што актуелната европска транспортна политика, како и зелената агенда на Европската унија, дава посебно значење на железничкиот транспорт и дава препорака и финансира големи проекти за да се транспортот на стоки префрли што е можно повеќе каде што постојат можности на железницата. Тој политичкиот аспект многу значено е да овој коридор се изгради. Значено се изгради во целината, не само македонско-бугарската страна, туку и македонско-албанската страна. Средствата кои Бугарија се согласила да ги инвестира во целиот коридор се 1,5 милиарда евра. Дополнително Николовски и Караджов се согласиле да испратат експерти да учествуваат на состанокот за коридор 8 што го организира Европската комисија во јули, што ја покажува важноста на коридорот за Европската унија. Очекувањата се дека Бугарија ќе го исполни она што веќе сега стана обврска и договорот кој што беше соопштен вчера ќе биде потпишан и реализиран, токму затоа што Европа дава многу внимание на изградбата на коридорот. Ја очекувам дека овој договор ќе се потпиши, веќе како што реков претходно, ово има повеќе димензии овој коридор. Едниот е она што спомнате економското значење, веќе тука не треба да го запоставиме безбедностното значење. Ако имаме препорака на самит на НАТО дека овој коридор треба да се развие, значи има и безбедностно значење. Една од главните структурни елементи на транспортна политика на Европска унија е што е можно поголем развој на железничкиот транспорт, веќе од аспект на зелената агенда, намалувањето на емисиите на CO2, железницата е многу ефикасна. Претходно Бугарија инсистираше ние први да го започнеме и завршиме нашиот дел од тунелот во планина на самата гранична линија, без гаранции дека работата од нивна страна ќе биде завршена. Ревидирањето на проектот се случува откако министерот Николовски откри дека првиот проект предвидувал пругата да заврши во тунел без крај, а истиот да чини 24 милиони по километар. Инаку во Македонија веќе е пуштена во употреба првата фаза од Куманово до Белјаковце, а треба да се заврши втората фаза од Белјаковце до Крива Паланка.